Денешнава порака ќе те пронеде токму навреме кога ќе донесуваш битна и важна одлука за твојот емоционален живот. Денешнава порака ќе ти даде огромен смер кој што се надевам дека ќе го утемелиш, ќе го прифатиш и ќе донесеш права одлука за твојата емоционална енергија или пак за твојата емоционалност во твојот сегментен живот. Да направиш мудра одлука која што ќе вели: прифати подарок од универзумот или пак прифати подарок за твоја страст, за твоја страствена енергија. Прифати еден огромен подарок каде што ќе го зголемиш нивото на твојата енергетска вредност. Енергија да овој ватрен конј е во негова страст, во негово будење, во негова енергичност. Денеска некој со ова слушање на оваа дневна порака за 4.1.2026 година ќе го пробуди и ќе му донесе огромен смер кога што и ќе треба да се одлучи за своја емотивност, за своја љубовна емотивност, каде што и ќе направи генерална одлука во неговата љубовна енергија. Денеска прими своја страст, енергија да примиш свое зголемување на ниво на енергија во страст, затоа што оваа страст ќе ти пробуди просперитет, ќе добиеш просперитет, ќе бидеш во енергија да примиш просперитет, но пред да направиш оваа одлука, ќе треба да се усогласиш со твоето духовно водство, затоа што твоето духовно водство ќе биде твој спиритуален работен енергетски дел, каде што и твојата спиритуална пракса ќе треба да започне од почеток. Денеска некој ќе треба да одлучи дали ќе биде со укажаниот партнер кој што ќе биде во енергија на страствена енергетска вредност, дали ќе примите страст за отпочнување на нов почеток, каде што и ќе биде просперитетен овој пат, или пак дали ќе биде во енергија да се одлучите за постоечки партнер во енергија љубов, љубовна, емоционална енергија, каде што и ќе треба да се одлучите да ја израснете вашата врска во емоционална надлежност. Енергија да вашето духовно водство ви вели дека ќе треба да направите една спиритуална, практична енергија која што ќе треба да се одлучите за нов енергетски дел, за ново примање во вашата енергија, во вашето ниво на енергија, да примите страст кој што ќе биде во просперитетна енергија. Овој ваш партнер, доколку не го познавате се уште, а е во ваша енергија, доколку ќе треба да се одлучите за да влезете во врска која што ќе води во нов почеток, во енергија да биде во нешто ново, со новото доаѓање на оваа нова година, и да знаете и сознаете дека овој ваш партнер ќе ви донесе енергија на гордост, или пак неговата енергичност ќе биде во горделива енергија. Да знаете и спознаете дека овој ваш партнер ви остава порака кој што ја носи длабоко во неговиот енергетски дел и ви вели: чувам тајна од тебе и се надевам дека нема да ја дознаеш. Енергија да оваа тајна ја прикрива неговата страственост кон вас, затоа што неговата страственост, неговата страствена енергија доаѓа токму од духовното водство кое што и работел на духовна енергетска вредност, практикувал духовна енергија, каде што и ќе направи прв чекор, или пак вие ќе направите прв чекор кон оваа персона која што е во ваша љубовна енергија, да отпочнете нов почеток со страствена енергетска вредност, да дозволите некому да ве љуби и да ве љуби страствено, да бидете во ваш просперитет, да дознаете каква гордост ќе имате во наредниот период. Ајде да видиме и што друго сакаат да ви порачаат овие карти.
Да видиме што друго ќе биде во оваа енергија на денешната порака. Љубовници, енергија да бидете во љубовна енергија, во љубовен заднес, да дозволите некому да ве љуби страствено, да бидете во ваш просперитет, затоа што универзумот ствара една љубовна енергија каде што и ќе треба да практикувате спиритуалност. Оваа персона која што е во ваша енергетска вредност, не е битно дали се работи за нова или пак за постоечка енергија во вашиот сегментен љубовен живот, е во енергија на духовна релација. Ова е вашата сродна душа, каде што и ќе треба да ја утемелите во вашата структурална енергетска вредност, која што вели страст, емоции, вашата емоционална љубовна енергија, каде што и ќе треба да ве обединува, да ве посакува, да ве негува, да ја гали вашата врска, да ја гаи вашата врска во еден огромен просперитетен енергетски дел. Ајде да видиме за крај од овие ангелски карти што ќе ви порача вашиот твин флейм или пак енергетски дел, каде што и ќе треба да дознаете и спознаете за оваа персона која што е во енергија на гордост, да дознаете и спознаете да бидете во духовна конекција со оваа персона. Овој твин флем е ваша енергија и овој твин флем ве пронаоѓа сега, токму сега, во оваа година, каде што и ќе сватите дека е ваш твин флем, ваша сродна душа, каде што во предходниот период или пак во енергија во минато време или пак во реинкарнација сте подпишале договор на духовен енергетски план, каде што и ќе се пронајдете во секоја наредна ваша реинкарнација. Ќе отпочнете една нова врска, каде што и оваа нова врска ќе ви вели зголемете го нивото на вашата енергетска вредност, да прифатите страст во просперитет, да прифатите ново отпочнување на примање и давање љубов од вашиот твин флем, вашата сродна душа, која што ќе ви вели и ќе ви овозможи една енергетска вредност, која што ќе биде во посакување, во негување на страстни и емоции, во обединување на вашите емоционални вредности во сршта на денешното ичитување од оваа порака, која што се надевам дека некому ќе му донесе добар смер и некој ќе дознае дека во негово обкружување постои негов твин флем, каде што и овој твин флем ќе се базира да ви соопшти една огромна енергија која што ќе вели страст, примање, подарок од универзумот кој што ќе биде ваша љубовна приказна со оваа персона која што ви ја најавуваат денешните тарот карти од денешната порака за сите вас. Јас се надевам дека ќе бидете во огромна енергетска вредност и не заборавајте, Уналум ве сака и ви овозможува да превземете една огромна енергија за да бидете љубени и да љубите онака како што и вашето срце и вашиот разум, вашиот енергетски дел посакува. Се гледаме во наредна порака и не заборавајте, секогаш љубов за сите вас од Уналум Тарот.